Работни групи во СДСМ за подобрување на комуникацијата со ВМРО ДПМН или подобрување на рейтингот. Дали владеачката партија со новоформираното тело ќе се приближи до опозицијата и ќе ги прифати условите или е премногу доцна за разговори, посебно кога двете страни различно се толкуваат меѓу себе, на што се согласиле и што се договориле. Овие дилеми се наметнуваат откако социјалдемократите одлучија дека работна група предводена од генералниот секретар на партијата Миле Зечевиќ ќе одлучува во каква форма и на кое ниво ќе се одвива комуникацијата со партијата на Христијан Мицкоски. Според политичкиот аналитичар Берат Азизи, работната група нема да донесе резултати, бидејќи ставовите се диаметрално спротивни. Додека опозицијата е јасна дека не прифаќа уставни измени под бугарски диктат, власта е убедена дека пратениците на ВМРО ДПМН ќе гласаат за промена на уставот. Работните групи, состаноците што ќе ги имат во текот на деновите или во следната недела, нема да донесат ништо, пак главниот збор ќе го имат лидерите на двете партии. СДСМ сака уште да добива не само на времето и малку да го промени рейтингот, пошто моментално рейтингот му е многу да речеме лош спрема другите партии, значи сите анкети покажуваат дека СДСМ има најнизок рейтинг, речиси во овие последните 10 или повеќе години. Но дали Македонија може да се извлече од погрешните чекори и прифаќањето на сите услови во преговарачката рамка? Политички консензус беше потребен претходно, потребен е и сега, вели Азизи, бидејќи именувањето и пазарењето со уставот стана премногу често. Сите да седнат на една маса да се договарат за уставните промени и дали треба да има уставни промени или не треба да има. И многу често се менува и многу често се пазарува. Значи тоа сето ова оди на грбот на граѓаните. Уставните измени Бугарија не ги наметна, а ги одобри Европската Унија. И така патот на Македонија наеднаш доби нова димензија, наместо да биде исполнување на копенхашките критериуми. Целиот фокус се пренасочи на промената на уставот. Според универзитетскиот професор Звонимир Јанкуловски, тоа е рецепт за подкопување на сувереноста на една држава. Ни се наметнува како обврска, не како нешто што треба, туку нешто што мора. Вархеј тоа отворено го кажа, мора да го промените уставот. Знаете, кога ќе ви кажи мора на суверена држава, во основа сваќате дека сувереноста врз која го градите основниот концепт на државата, постоењето на државата во меѓународниот систем, одеднаш сваќате дека е флуиден. Власта со прифаќањето на францускиот предлог прифати вметнување на бугарите во уставот, но никој не ни гарантира дека тоа ќе биде последен услов од Бугарија. Против уставни измени, според сите досегашни анкети, се речиси 80% од македонците.